Локалната самоуправа на Зрновци ќе почне постапка за изработка на соодветна техничка документација и обезбедување активности за изградба на покриен зелен пазар со дополнителен затворен простор. За оваа намена ќе се искористи парцелата во центарот на Зрновци, односно локацијата кај поштата, паркот и постојната настрешница, каде се поставени неколку тезги што се користеа за оваа намена. Општинската администрација веќе презела почетни активности за расчистување на просторот, со отстранување на објектите од времен карактер, што пред повеќе децении биле поставени, а извесен период не се во функција. На 20-та седница на Советот на општина Зрновци, предлог одлуката за почнување постапка за изградба на покриен пазар се најде на дневниот ред, при што образложение даде градоначалникот Борчо Коцев, демантирајќи ги шпекулациите во јавноста дека наместо пазар е планирано да се гради приватен објект со комерцијална намена. Во новите урбанистички планови се предвидени изградба на комерцијален објект со површина, мислам дека до 250 квадрата дека опфаќа. Тоа ќе го знаеме точно од како со нумерички податоци дадено на проектант ќе испроектира објектот и таа градба нема да биде да ставиме таму 4 стуба и да викаме овој е пазар. Тук ќе биде една современа градба, каде што и пазарџиите, и граѓаните на општина Зрновци на едно повисоко ниво ќе си ги обавуваат своите и потреби и дејности. Таму мислам дека согласно урбанистичкиот план има П+2, значи ние би можеле приземи и 2 ката. Сега дали ќе бидеме у можност и дали ќе имаме 2 ката, али секако дека ќе се искористи барем нели еден кат да има, тие простори да бидат во функција на општината, а со ваша одлука ќе видиме зашо ќе бидат пренаменени. Битно, приземјето целосно ќе се искористи за затворен пазар и делот околу зградата ќе биде уредено со тезги. Одлуката за почнување постапка за изградба на покриен пазар во Зрновци доби мнозинска согласност со 8 гласа за и 1 против. Со предлогот, освен покриениот пазар, предвидено е да се обезбеди и просторија за јавното комунално претпријатие, како и друг корисен простор од јавен интерес. Во рамки на програмата за изградба и реконструкција на сообраќајната инфраструктура во општина Кочани во текот на оваа година, влезена и улицата Стамен Манов во ромското маало. Локалната самоуправа презема активности за обезбедување потребни средства за реализација на градежните работи. При тоа во план е да има и собствено учество. Веќе е изготвена и предлог одлука за кофинансирање на проектот реконструкција на дел од улицата Стамен Манов, со кој општината ќе аплицира до Министерството за транспорт и врски на објавениот јавен повик за поднесување барања за користење средства од буџетот на Министерството за имплементација на декадата и стратегијата на ромите во 2023 година. Ресорното министерство обезбедува средства во износ од 4 милиони денари. Остатокот од потребните средства ќе бидат со сопствено учество, а истите се планирани во буџетот на општината за оваа година. Максималниот износ за кофинансирање од страна на општина Кочани ќе зависи од договорениот износ согласно Законот за јавни набавки. Предлог одлуката за сопствено учество за реализација на проектот ќе се најде и пред Советот на општината на 26-та седница, што е закажана за 6 март. Фирми од општина Виница регистрираат седишта во селата за да избегнат плаќање на даночните и други обврски кон локалната самоуправа, користејќи ја одлуката од 2014 година, со која дел од населените места се сметаат за пасивни, па се ослободени од плаќање на надоместоци за општинскиот буџет. Тоа беше една од причините поради кои Советот на општина Виница го усвои предлогот за дополнување, односно измена на одлуката за определување населени места кои се сметаат за пасивни со изразена миграција. Со ова, бројот на селските населби, кои со претходната одлука беше определен на 12, сега се намалува на 3. За измената на одлуката се расправаше на 17-та седница на Советот на општина Виница. И иако се чинеше дека таа ќе помине без многу дискусии, сепак го сврте вниманието на советниците, откако од општинската администрација беше дадено образложение зошто ова се прави. Во последните години имаме тенденција да правните субјекти
ги осниваат, односно како седишта ги земат населените места кои што се наведени во оваа одлука и на тој начин го избегнуваат плаќањето на фирмарината, односно комуналните такси кои се обврска спрема општината. Се работи за субјекти кои до моментот кога се префрлаат во тие населени места екзистират на територијата на општина Виница во населено место Виница, меѓутоа за да избегнат плаќањето го префрлат седиштето или осниваат нови подружници во тие населени места само со единствена цел да не ги плаќат давачките спрема општината. Ако има стварно луѓе што намерно го прават, мада ја мислам голема фирма не би се замарала сега ќе оде ќе се регистрира, не знам, у Грлан или у Црн камен само за да 100 евра спаси. Значи не сме принципијални. И то не можам да гласам заради тоа што или ги ослободуваме сите или сите нека плаќат. Како е сега, Грляни не плаќа, Црн камен не плаќа, а останативе плаќаат. Не е фер. Ја тие населени места може да познавам некоја покрупна фирма, ама генерално се мали фирми. Не знам колку успеват законски да проприжуваат и плата и како се борат со сите тие предизвици и кризи, ама за една продавничка од, да не карикирам со бројки, ама од 100-200 000 денара роба прехрана внатре, ако успева да плаќа придониси и плата да си пушта на самиот вработен, мислам дека е некоректно да посегнуваме по фирмарина од кој што општината ќе печали од 3 до 5-6 000 денара. Дајте една посериозна анализа да имаме ние тука, една посериозна представа за колку фирми се, за колку пари се работе, за кој населени места се работе, па да видиме доколку тоа е издржано, да донесеме правилна одлука. Вака имам чувство дека донасаме или не донасаме некоја одлука, паушално, како да ги кажам, без доволно аргументи, без доволно податоци, без доволно аргументи да се гласа за или против. Ја не може да бидам нити за, нити против, едноставно ќе бидам воздржан за оваа одлука. Збореме за фирми кои имат само регистрирано седиште у тие населени места, а дејноста обавуваат у градот. Значи имаме таква злоупотреба. Регистрирам фирма у Калиманци, а дејноста ми у Виница. А примерно на Зоки е позитивен. Денеста му е Виница, регистрирал си фирма Виница. И некој он не можел да го направи тоа. Значи, збореме за бизнисмени кои што, мислам, фирми кои што и чии собственици живеат у Виница, не живеат у тие населени места. По повеќе од половина час дискусии за измената, односно дополнувањето, гласаа 8 советници од мнозинството, додека опозицијската советничка група гласаше воздржано со 1 глас против. Со тоа, во иднина, како пасивни населени места со изразена миграција во општина Виница, ќе се сметаат селата Црн камен, Калиманци и Грљани, а фирмите кои имаат седишта во нив ќе бидат ослободени од плаќање на доместоци кон општинскиот буџет. Министерството за внатрешни работи ги предупредува граѓаните внимателно да се однесуваат при палење оган на отворен простор, односно да не ги палат страништата во нивите. Во пресред на престојните земјоделски активности и подготовките за пролетната сеидба, од Министерството апелираат до земјоделците и од граѓаните од општините на подрачјето да ги преземат сите превентивни мерки за заштита од пожари на отворен простор. При тоа ги повикуваат да не палат стрништа, отпадоци како и меги на нивите, кои остануваат неизгаснати, а оганот може брзо да се прошири наоколу. Со тоа ќе предизвикаат материјални и други последици од поголеми размери. Палењето оган на отворен простор е забрането, представува прекршок, при што казната е парична. Санкциите за пожар предизвикан од човечки фактор може да бидат и затворски со казни од 6 месеци до 8 години. Од Министерството за внатрешни работи ги повикуваат граѓаните доколку имаат можност да пријават одреден безбедносен настан, тоа да го сторат со повикување на бесплатните телефонски броеви 192 и 112. Просечен успех забележаа екипите на Фудбал Старс од Кочани кои учествуваа на меѓународниот турнир Сандански куп, што по 10-ти пат се одржа во истоимениот град во Република Бугарија. Нашиот клуб го представуваа две екипи во детска конкуренција, при што подобри беа помладите од генерацијата 2013-та, кои го освоија 4-тото место. Момчињата од генерацијата 2012-та пак имаа потежок распоред
и уште на стартот се сретнаа со силни домашни екипи и претрпеа порази. На крајот од турнирот нашите млади фудбалери се пласираа на 5-та позиција. Од раководството на Фудбал Старс истакнуваат дека се задоволни од постигнатиот успех на сите играчи кои ги бранеле боите на клубот, со оглед што се работи за силен меѓународен турнир. При тоа тие покажале дека можат да бидат равноправни во фудбалската игра со многу подобри екипи кои имаат одлични услови за работа. Во меѓувреме продолжуваат и подготовките на Фудбал Старс пред почетокот на првенството во детските и младинските лиги. Првото пролетно коло треба да се одржи до средината на март, но се уште не е утврден точниот датум.